Професорке, која е вашата оценка за одлуката на Врховниот суд за притворот на Сеат Кочан? Председателот на судот Јово Вангеловски тврди дека има две причини за одлуката за прифаќање на барањето за заштита на законитоста, кое што пак дојде од обвинителството со кое што раководи Марко Звревски. Првата дека СЕО не поднело доказ за сторено кривично дело и второто дека кривичниот совет што му одреди притвор на Сеат Кочан сгрешил кога рекол дека правото на жалба не го одлага извршувањето на одлуката. Морам да кажам дека не е неочекувана ваквата одлука на Врховниот суд после сите случувања што и предходеа. Меѓутоа, со ваквата одлука се урниса правниот систем во Република Македонија. Еклатантно се повреди законот за кривична постапка. Јавното обвинителство, редовното јавно обвинителство, е ненадлежно да поднесува барање за заштита на законитост за предмети кои што ги оформило и ги води специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство е формирано со закон што го донесе собранието. И ние не можеме да се оглушиме од тоа дека ние во моментот во државата имаме две обвинителства на исто ниво. Редовното јавно обвинителство за предметите што тие ги водат и специјалното за предметите што тие ги водат. Од тука не е надлежно редовното јавно обвинителство да поднесува барање за заштита на законитост за предмети кои што ги формирало и ги води специјалното јавно обвинителство. Друг беше случајот ако е тоа преземен предмет, па за оној период додека редовното јавно обвинителство преземало действија да поднесе барање за заштита на законитоста. Така што Врховниот суд си дозволи себе си, иако со надгласување, да постапува по барање за заштита на законитост, кое што требаше да се отфрли како недозволено, поднесено од неовластен тужител. И тоа е еклатантно непочитување на законот за кривична постапка. И сметам дека тоа е најважниот аспект за кој што треба да се дискутира, просто да не навлегуваме во она што е содржано во решението на Врховниот суд. Така што таа грижа за законитост е нешто што е вака баш еуфемистички фино звучи, меѓутоа нема линк ниту со законот, ниту со законитоста. Во однос на фамозното прашање кое што создава, би рекла, дилеми за тоа дали жалбата го одлага извршувањето на решението за притвор, и тоа исто прашање на кое што нашите студенти успешно одговараат. Значи, решението за определување притвор станува извршно во моментот кога ќе го донесе судијата или советот, кој да е. Штом се определи притвор, се постапува. Штом се определи притвор, а лицето не е присутно и не е достапно, должност е да се објави потерницата. Затоа што во рамки на меѓународната соработка, решението за притвор по потерницата се елементи на она што ќе значи утре екстрадиција, доколку лицето се лоцира надвор од државата. Од тука жалбата едноставно нема логика да го одлага извршувањето на решението, бидејќи никој не би останал дома да биде приведен по основ на решението за притвор. Од тука многу е погрешно. И затоа тешко дека може да сватиме дека се работи за дилетантство, тоа треба да се испита што е причината и каде се лежат прикла корените на едно вакво погрешно толкување на законот. Членот 4.2 за суспензивното дејство на жалбата во овој случај е неприменлив. Затоа што е многу јасна одредбата што се однесува на определување притвор. Секогаш кога притворот се определува, се доставува решението и одбраната има право на жалба. Од тука никаква дилема нема дека во конкретниот случај првостепениот суд, односно во случајов кривичниот совет, сосема правилно постапил. Се работи за повеќе докази, се работи за сложено кривично дело, се работи за неколку милиони евра, така што тоа е оцена на кривичниот совет. Сега, аргументот дека судијата на претходна постапка сметал дека нема основано сомневање, па кривичниот совет оценил дека има, па тројца се поумни од еден. Тоа не треба да сте доктор на науки за да го излогицирате на тој начин. Кај секој разумен човек нема дилема дека решението беше многу основано, бидејќи човекот беше во бегство. Значи, која порака ја прати сега Врховниот суд, пуштајки се во одлучување по барање заштита на законитост кое што е недозволено? Пораката е дека секој што има сомнеш за кривично дело треба да напушти државата и дека Врховниот суд е тука да го заштити на друг начин. Во вакви услови во Република Македонија, во една ваква, би рекла, не само политичка, него институционална криза, правото не сме да биде инструмент на политиката. А на жалост сме сведоци на нешто такво. И затоа велам дека мора да се понесе одговорност. Ако одбраната на Кочан веќе знаела дека правото на жалба го одлага одењето во притвор, прашањето е тогаш зошто Кочан
замина од земјата, речиси паралелно во моментот кога се носеше одлуката за притвор. Имено. Значи, она што го тврди одбраната и действијата што ги презема осомничениот се во расчекор. Ако ве сте убедени дека го одлага извршувањето на решението, човекот немаше потреба да биде на службен пат во моментот кога се носи решението. Познавачи на судските состојби потсетуваат на примерот со укинувањето на притворот на Бајруш Седију пред неколку години, потек за кој беше разрешен тогашниот претседател на Скопска апелација Јордан Митриновски. А иронијата биде поголема, иницијативата за негово разрешување пред судскиот совет ја покрена токму тогашниот и сегашниот претседател на Врховниот суд Јово Вангеловски. Ние, на жалост, тој случај го загубивме во Страсбург. Тој е школски пример како не треба да се постапува она што значи one man show од самиот почеток ба до самиот од инициирање накрај до гласање, и тука нормално дека Европскиот суд најде дека таквото постапување не го поминува тестот на она што значи непристрасност. Ниту субјективниот, ниту објективниот тест на непристрасност. Од тука сметам дека во овој случај треба поголема одговорност за судиите од Врховниот суд. Не само разрешување поради неистручно и несовесно работење, бидејќи овдека имаме, би рекла ја, навлегување во битие на кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување, бидејќи се работи, велам, за нешто за што Јордан Митриновски бил надлежен, па постапил вака или онака. Едноставно сносеше санкции поради определен став во предметот. Овдека имаме постапување по нешто што значи недозволен предлог за заштита на законитост, и сметам дека ќе треба да се размислува о правец на злоупотреба на службена положба и овластување. Благодарам. Благодарам.